Да, драги гледачи, еве пред малку слушнавте што се ќе гледате до самиот крај, односно кои ми се гостите во последниот дел од Здраво Македонија. На моje огромно задоволство и чест денеска прв гостин во овој дел од Здраво Македонија, единствениот лицензиран детски кардиохирург доктор Владимир Чадиковски. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Многу ми е драго што одвоивте време пред се да бидете дел од Здраво Македонија, затоа што знам дека навистина секој ден имате многу работа. Да, терминот е малку тогаш се визити, тогаш се тие работи, тоа е малку така по динамично, ама тимот е на работа, така да сабајле успеавме порано да завршиме некои работи така. Така, минатата недела кога се договаравме, ми кажавте дека за денеска можеме да се договориме некако. Знам дека вчера и завчера имавте веќе закажани операции, се надевам дека беа успешни. Да, децата се добри, сега ќе видиме, се надевам ќе биде се окей. Фала му на Бога. Тоа се вестите што сакаме да ги слушнеме сите ние, без разлика дали станува збор за некој детенце кое што го познаваме или не. Јас веднаш би започнала со она што, бидејќи вие сте актуелни и на социјалните мрежи, луѓето ве познаваат пред се заради вашата работа, вашата професионалност која што трае многу години, но и времето е такво, социјалните мрежи ги користиме и за добри работи, односно да соопштиме некогаш и добри вести. Она што беше објавено за еден случај за мајка Херој, која во ист ден се пораѓаше со второто дете, а незиното прво детенце беше на операција и тоа во вашите раце, 14-месечно бебе кое што да, тоа се беше, да. Нели? Да, сега и тоа беше нова информација и вие кажавте дека баш таа мајка е за вас херој. Апсолутно, мислам, јас стално го кажувам тоа. Мислам, ваква ситуација до сега не сум имал. Колку години веќе се, мислам, 20 и кусур години повеќе, не знам, лечам деца, претходно детска хирургија, последните 10 години веќе е и детска кардио. Али ваква ситуација не сум имал, бидејќи стално има некакви ситуации, али навистина јас секогаш викам, јас давам еден тип на поддршка на фамилијата, таткото дава друг тип. Така. Али мајката е една посебна приказна. И ваква ситуација сега не сум имал. Мислам, знам, понеделник детето го оперираме од тешка срцева мана, каде што срцето не работи минимум 70-80 минути додека тоа го реконструираш. Така. Другиот ден жената мајката го одложи породувањето еден ден, да не биде во исти ден, значи наредниот ден се породи со здраво машко дете. И навистина, онака искачам од сала, ја викам сите онака збунети, викам ова до сега не сме го доживеале, да, среќа си замина дома со двете здрави дечиња, машко, братче и сестриче, така да онака затоа исподели, викам ова да го издржиш. Мислам ние пак имаме напор, нас не секојдневица, али мислам баш така еден емотивен убав момент. Така и треба да се споделуваат вакви работи за да и луѓето нели имаат верба дека што и да се случува постои решение, нели не секогаш за жал, но и во али претежно постојат. Во 90-95% со тоа се искачаме победници, бидејќи јас стално кажувам јас единствена работа на сите што им родители им кажувам, викам само една работа ви гарантирам, тоа додека секој дајам од себе да го спасиме вашето дете, друго не може да гарантираш ништо. Кога се работи за срцеви мани знаат да бидат екстремно комплексни, знаат од најлесна дијагноза да искочи многу тешко, знаат од најтешка да поминат лесно. Значи нема еден баш таков динамичен процес кој што е многу тимски, многу е. Сега ние док разговараме овде, тимот ваш работи. Моментално има 11 бебиња кои што некој ги гледа во моментов и ги третира, така да на тоа сум реално најгорд. Да се работи со деца на било кое поле, посебно кога станува збор за здравје и за вакви здравствени проблеми, е најтешко. Сите ќе го кажат тоа, без разлика за која професија да станува збор. Како е да се оперираат деца? Кој е најмалото детенце кое што сте го оперирале? Како се справувате со тие емоции? И вие сте родител, впрочем, нели многу добро знаете и ги разбирате родителите кои што во тој момент чекаат на столче, седат и чекаат позитивна вест од вас. Интересно е, една од причините зашто и се согласив, бидејќи вашата емисија на вистина е гледана и ми е многу драго што сум гостин, правиме 10 години. Оваа година ни јубилејна 10 годишна, повеќе од 1000 деца се поминати. Интересна работа е што како стареам, сум поконзервативен, значи не си толку агресивен, прво гледаш сите можни, кога си помлад некако тоа другче го гледаш. И потешко ги поднесувам загубите на деца него кога сум бил помлад. Тоа е интересен феномен. Мислиш дека као со време како проаѓа времето дека се навикнуваш како полесно, она не, обратно е, искрено обратно е. И некогаш навистина ми е тешко после таква ситуација дека јас ќе треба
наредниот ден, ако се загуби некоја борба со некое дете, наредниот ден да требат операција, гледам да одложиме интервенцијата, бидејќи целиот тим е паднат. Така. И гледаме понаредниот ден да почнеме и пак ќе кажам, значи ние сме работеле екстремно мали бебиња со килограми 200-300, но некогаш самата тежина не кореспондира и со тежината на болеста и притисокот што го имате. Некогаш полесно е, потешко е, ја бар психички потешко ги поднесувам кога доаѓаат за операција деца кои што се веќе пораснати. Аха. Кои што се веќе дома на некој начин. Веќе што имаат неколку годинки. Притисокот е уште поголем емотивно спрема фамилијата е поприврзана и сите тие работи, така да не кореспондира толку тежината, мислам со возраста и со дијагнозата. Така да сме имале, ви кажам, сме имале многу стресни ситуации, сме имале бидејќи јас моментално 3 години сум во Аџибаден Систина, добивме тој еден систем кој што претходно беше комплициран, бидејќи во овие 10 години, зошто го потенцирам повеќе ова, клиничкиот центар е павилионски тип и тоа е многу комплексно да го организираш, бидејќи на едно место беше хирургија, на едно место беше педиатрија, на едно место беше гинекологија, на едно место беше катетеризација, тоа све надвор го трчаш, го носиш, го правиш. Сега на едно место го имаме тој и затоа и системски е добро бидејќи и добрата работа е што никој ништо не плаќа. Значи буквално сите трошоци и целиот третман што го даваме, дали трае еден ден или една година, фамилиите немаат финансиски трошок и буквално мислам дека е онака баш една вин-вин комбинација добра. Значи, не е вистина дека како поминува времето, станува полесно, според она што го кажувате, барем кај вас. Одговорноста се зголемува, тоа е. Така, тимот се зголемува, одговорноста се зголемува, проблемите се зголемуваат. Може би да и со годините, како сите луѓе нели стануваат помудри, носат поголемо искуство, ете и во вашата професија, веројатно поинаку и гледате на работите, што е нормално. Може би кога сте на почетокот и помлади гледате само технички нели да се заврши добро работата нормално, па да ги потиснувате емоциите, може би повеќе не можете да ги потиснувате, нели? Па излегуваат. Не знам, јас некако така го доживувам. Има стварно има тешки моменти. Мислам, јас сум проаѓал низ во овие 10 години, пак ќе кажам, низ различни приказни, различни ситуации. Ја и тоа затоа и го потенцирам дека ние даваме се од себе. Буквално мислам колку што умееме и знаеме. Ја го кажам, секоја болница, секоја држава, ако имате вие детска кардиохирургија, сте 5-star hospital или државата воопшто, бидејќи вие рачунете во целиот регион. Имате еден во Белград центар, еден имате во Софија, еден имате во Атина и еден има во Скопје. Значи, од целиот регион имате само 4 институции кои што имаат ваков тип на и држави каде што имаат ваков тип на третман. Што е тежината на интензивната кога имате вие кога имате кардиоинтензивна нега? Значи, на секое дете кој што ќе затаи со дишење, вие имате единствено место каде што можете да оставите на ЕКМО. За да имате ЕКМО, екстракорпорална, значи машината да работи место детето, плуќето и срцето, вие мора да имате кардиохируршки тим, кој што е интензивна, кој што може да го згрижи и да не се работи и да не се работи за срцева мана. Да имате дете со труење на печурки, единствен начин е да го ставите на призма и на ЕКМО неколку дена. Немате на друго место освен каде што имате кардиохируршки центар. Значи, целно да кажам, бенефитот е огромен бидејќи ние навистина заминавме од еден јавен во приватен сектор, ама ние не ја напуштивме државата. Така. Значи едно е да ја напуштиш државата. Не сме тука, децата повторно добиваат све, а од друга страна добиваат и услови. Тоа мислам тоа беше еден, не го кажам од маркетиншки аспект, туку го кажам од аспект на системски аспект државата, целата држава, децата колку добиваат кога вие немате излез веќе што да правите, можете некаде да го пратите за да го згрижиме детето соодветно. Така, а да не платат ништо, мислам да биде баш онака државата ги покрива тие трошкови така да. И е многу важно затоа што на никој не знаеме што може да му се случи, без разлика дали е за дете, дали е за возрастен. Па така е. Мислам тоа е тежината што ги имаат и адултните кардиохируршки центри, неколку колку што се го имаат истиот систем за најтешките болни. Тоа е тежината што се носи кардиохирургијата. Пак ќе кажам, јас за овие 10 години помина повеќе од 400 луѓе што ги од сите делови на светот, едукација добивавме и така натака. Најгорд и најтешкото од све ова што сум поменал да формирате тим. Значи нема потешка работа. За 10 години помина еден огромен број на луѓе да ние сега формираме еден тим кој што е и без моето присуство да не зависи од мене све, да можам јас
да заминам тоа да продолжи да работи, да функционира. Тоа е. Вистински професионалци кои што во секој момент нели ќе може да завршат работата бидејќи не секогаш вие или некој од нив може да биде таму во дадениот момент. Апсолутно, значи. И вие сте сепак луѓе, нели? Ние се собираме за 15 минути цел тим. 50 луѓе може да се собереме за 15 минути ако имаме некаква ситуација, некаква драма. Мислам, тоа е тежината и тимот кога е вако, пак кажам, ја док седиме ни овде, има екстремно тешки деца кои што некој сега ги згрижува и се грижи за нив. Долги години сте доктор. Ајде малку ќе ве навратам наназад. Како одлучивте да бидете доктор? Каде учевте, каде се школувавте? Ајде малку години наназад да ве навратам. Долг е патот во медицината, знам. Некој ќе ми рече дали читате книги. Верувате, не можам книга да видам. Толку ми е веќе. Верувам. Она што последно сте прочитале, ќе ме праша, некогам ништо немам прочитано. Веќе мислам онака буквално гледам да излезам малку со да прошета човек што се вика надвор. Па не знам, јас сум и детски хирург, 50 на 15 години колку бев на детска хирургија на клиника. Како све тргна, имам избораено да ви кажам, али целата работа дека многу трае. Многу години помина, сигурно 4-5 години со трансплантации се. И мене ми е драго дека тоа што го правевме, и тогаш имав отворена и фондација. Ја направивме првата трансплантација на црн дроб кај дете. 2007, не знам која година беше. Што сега успехот што го гаи целиот овој систем за трансплантација, што многу ми е драго, сите тие работи ние ги ставивме на хартија. Да постои национален координатор, да постојат болнички координатори, да се направат подзаконски акти. Тоа го правевме 2 години, добивме печат од Европска унија. Знам бевме во Брисел, го браневме тоа. Значи буквално цел закон го сменивме тогаш кога беше 2007-2008, да еве го дури после 10 и колку години сега ги гледаме бенефитите од тоа што го правевме тогаш. Да имаме трансплантации на срце, да имаме трансплантации на црн дроб. Знам каков напор е тој, каква енергија се троши. Мислам, навистина им честитам на колегите. Бидејќи знам, јас едноставно кога го завршивме тоа веќе отидов во кардиохирургија и престанав со трансплантациите кај деца. И еве веќе 10 години, тоа ви кажам, едукација секаде. Мислам, не знам да ме праша, да треба пасош да извадиме негде. Се гледа на дело, дека имате. Али по принцип, ја ќе кажам повторно на работа што на еден конгрес ја презентирав, бидејќи имавме таква ситуација. Ја не знам дали мојава едукација е правилна или неправилна. Не знам дали е успешна или неуспешна, дали вака треба или не треба, бидејќи јас све обратно правев од сите други што се центри во светот. Мојава кариера вака или онака ќе заврши за некој време, не е битно кога. Драго ми е што успеав, тоа сум си горд, морам да кажам, да направам пат за младите генерации. Тоа ми беше главно. Тоа е многу важно, никој да ја наследи вашата работа, нели? Да, апсолутно. Јас сега имам асистент одличен, значи полека бидејќи е многу тешко, но оставивме база на медицински факултет и правилник кој сака да запише детска кардиохирургија да може веќе да стане по сите протоколи. И тоа ми е многу драго. И у многу наврати сум кажал дека вие може да ги имате најдобрите фудбалери во свет. Пари Сен-Жермен ги има најдобрите фудбалери во свет, па не е првак. Не е, точно. Значи некој кој што има подобар тим, кој има тимска игра, значи јас го имам тоа баш. Во моментов баш имам тим кој што е добитнички тим, можам да кажам. Браво, тоа е добро да се знае, затоа што пак ќе се повторам сите. Тоа ми е најдраго, бидејќи навистина мислам дека патот за новите генерации е отворен. Пак ќе кажам, мојава кариера е таква каква што била. Некој може да ја фали, некој може да не ја фали, или начално мене ми е драго дека оставивме баш онака еден пат. Така за идни генерации кој ќе биде заинтересиран да го тера, бидејќи сега имаме база кај што ние можеме да едуцираме веќе навистина голем број на и од кого може да се учи. Кои други случаи нема никогаш да ги заборавите? Знам дека многу дечиња се поминати низ вашите раце. Еве, првото прашање беше поврзано со жената која што во ист момент нели се пораѓаше, а другото детенце беше на операција. Кои се некои други специфични ситуации на кои што можете да се сетите во моментов? Па има многу интересни, едно време си викам треба да напишам книга, викам историјатот, историјатот за веќе имаше стварно интересни, мислам интересни, не се интересни туку колку што се така силни приказни. Да, баш што може да допрат до секој од нас.
имавме едно дете, морам да го спомнам, исто тоа го памтам. Гледам многу деца се веќе поминати, повеќе од 1000 деца се. Но некои приказни ги паметам. Тоа е дете што кај нас лежеше со многу имаше детето мани, срцеви мани, неколку операции, да. Ама помина скоро година дена кај нас на интензивно. Значи првиот роден ден, првите заби, нова година. Леле. И едни прекрасни родители. Може повеќе, не знам колку време беше детето кај нас. Навистина тешки проблеми и така натака, и фамилијата позитивно со здрави деца дома, без проблеми и така натака, и навистина се фамилизираш со фамилијата, станавме. Нормално, една година. Да, и детето после години нешто почина. Еднашка едноставно сгасна. Мислам, буквално беше онака како да се исклучи на крај. И дојде мајката кај мене ми вика, така, мислам, сите свесни дека тоа ќе заврши, бидејќи премногу мани и така натака. Вика, едноставно вика, да не го спомењам името, сега не е ни битно. Да, добро, нема потреба. Мајката ми вика, верувате, вика, дека за овие година дена, вика, не направи како фамилија посилни. И вика, едноставно сваќаш дека сите тие коли, куќи, одмори, све едноставно сваќаш дека тотално не е битно, ни даде еден друг смисол на животот. И така да, онака еден текст кој што викам, чекај сега година дена се правиме во дена. Тенашка сваќаш дека кога имаат луѓето такви проблеми, некогаш ги прават посилни. И едноставно прозборуваш со луѓе што не си зборел никад. Баш е онака една... има такви многу, се не можам да се сетам, ово беше последно нешто скоро, беше некакви приказни. Добро, како го поминувате? Ове мене слузи на очи ми дојда само што ве слушам. Како се поминува таква една ситуација? Какви луѓе сте вие докторите? Не знам како да ве прашам. Ја вака се делуваше, али ова навистина е приказна, мислам, ова навистина се случи. Мислам, ја не го измислувам, ова беше незини зборови беа. И ја пак ќе кажам, интересната работа е како старееш си некако ја мислев дека посилен ќе станам ова, нема обратно е некако, така да... Знаете дека и јас изгледа како вас. Така? Така. И јас мислев дека ќе отрпнам, бидејќи никако во никој случај не се споредувам со вас и со вашата работа, но и ние во нашата професија слушаме секакви приказни. Снимаме интересна работа, место повеќе да оперираш, сакаш помалку да оперираш, од аспект на тоа што гледаш. Ги знаеш веќе сите компликации што може да се случат и гледаш што е најпалиативно за детето да излеземе. Сега имаме една ситуација, денеска треба да си заминат. Една фамилија прекрасни, едни родители кои што се медицински лица. Така. Детето заминува дома со трахеостома, бидејќи мора да порасне за да му ја направиме операцијата. И сега, бидејќи родителите се медицински лица, и знаат се свесни. Го спремаме детето 10 дена на вентилатор, мајката да може дома да го води тоа дете, бидејќи во болница ипак може да се инфекции, може да се сите тие работи. И денеска баш заминуваат и ние нормално вратата отворена кај нас, 2 месеца треба да направи детето 6 месеци негде вакво, и онаква позитивни луѓе, што да ви кажам, и денеска баш денеска ќе се вратам, заминуваат и ги чекаме да се вратат за 2 месеци да можеме да ја направите операцијата. Направиме реконструкција, на сега да кажеме такви некакви ситуации имаме нон-стоп се случуваат некакви. Верувам. Такви приказни кои што по принцип се позитивни, кои ќе загубите некој пациент, не дај Боже, ќе спасите други 10 кои што ве враќаат во живот, бидејќи нон-стоп вие да имате така веројатно ќе на крај ќе се откажете. Леле, јас посакувам среќа многу за ова семејство за кое сега зборувавте, да си се врати детенцето. Може гледаат, не знам. Како и да им пренесете, дека им ја пуштаме цела среќа и операцијата да помине најдобро што може. Претежно се борци, мислам, онака децата се баш борци и ние бидејќи што знам имаме околу 130-140 хоспитализации годишно. Бидејќи секако се зголемува бројот на оперирани деца, така доаѓаат и реоперации. Косово веќе повеќе од 50 деца од Косово работиме, бебиња новородени, така да мислам регионално баш почнуваме целиот регион да го покриваме, бидејќи го нема центар. Нема каде, така. Така да. Јас ќе ви кажам само Господ здравје да ви даде, да сте ни жив и здрав. Ви благодарам многу што одвоивте време да дојдете утрово. Фајно за поканата, бидејќи стварно е љубилејна, онака ми беше кеф, бидејќи ќе можам да кажам дека е 10 години. Ете така. Го тераме ова. Мене лично и на целиот тим на Здраво Македонија и Канал 5 ми е посебно драго што бевте наш гостин. Се надевам дека убаво го проследија нашите гледачи разговорот. Морам сега да ве ослободам, знам дека ве чека работата, но се надевам дека ќе имаме можност повторно да се видиме. Да не биде на 15 сега дека. Не, никако.
никако. Порано, само убави позитивни вести. Ви благодарам, докторе, уште еднаш. Фала ви на поканата и фала на целиот тим, бидејќи сите ве познавам тука, баш ми е драго што сум гостин на овој тим овде. Секако, ве чекаме во следна прилика. Фала ви.